Министерот вчера излезе со една изјава во која што рече дека апелира до владата што побрзо да донесе акт со кој што ќе овозможи продолжување на важењето на сите патни исправи во државава, не знам дали спомена рок, можеби 6 месеци, со внесување или удирање печат на последната страница на патната исправа. Тој како и во сите претходни околности избрзува и некогаш со недоволно информирање создава уште поголем хаос во јавноста, затоа што ова е едно од прашањата кои што точно беше дискутирано во понеделникот на проширениот состав на управачкиот комитет и ова е решение кое што го предложив јас. Тоа не е ново решение, туку јас само земав пример од земји кои во минатото се соочиле со сличен ваков проблем и на ваков начин го решиле проблемот од недостаток или проблем од било каков тип со патни образци, односно патни исправи и лични документи. Значи тоа е сепак решение што е на маса, се разгледува. Апсолутно да, меѓутоа во овој случај станува збор за потреба од измена на законско решение, а тоа не е само кај владата. И тука веќе имаме распуштен парламент, Така, тоа малку ја комплицира ситуацијата и сега сме во фаза кога разгледуваме можности за реализација на ова предлог решение. Предлогот на Чулев е даден во информацијата до влада, која беше испратена минатата недела, и таму тој неговиот личен предлог го дава во формирањето впрочем на оваа комисија. Сакате да кажете не е негова оваа идеја, туку е ваша? Апсолутно не. Ова е само превземена идеја. Ова не е оригинална идеја, превземена, практично искуство кое се случува во минатото, но на состанокот беше презентирано од моја страна. Но не се, најмалку битно е... На какво ниво се сега консултациите за ова решение? Најмалку битно е кој ја дал идејата, за тоа впрочем постојат и записници и сведоци, но најмалку битно е, мене ми е целта да не создаваме во реализацијата на оваа идеја, да не создаваме дополнителни пречки и проблеми, што е често за жал навика на министерот Чулев, туку да се обидеме можните пречки да ги совладаме и да го решиме најбрзо за граѓаните. На кое ниво се консултациите сега? За ова идеја, за ова решение, бидејќи ќе треба очигледно повторно да се свика парламентот. На различно ниво, значи се гледа дали е неопходно свикување на парламентот или можеме да изнајдеме решение на некој друг начин. Можно. Ги разгледуваме сите опции. И тоа го правиме навистина брзо и интензивно, затоа што ова е прашање кое е од голямо значење за граѓаните. Во практична смисла, што би значило тоа кога велите дека би се внесувал пасош на последната страница во патните исправи? Да, предлогот е таков.